Македонското здружение на млади правници со сите расположиви правни механизми за заштита на животната средина. Од една страна им нуди на граѓаните, на граѓанските здруженија и на нашите граѓани секаква можност за правно советување за сите прашања кои што се однесуваат на заштитата на животната средина. Но истражувањата изминативе години, конкретно за пожарите, велат дека многу е мал бројот на осудени предизвикувачи на шумски пожари. Треба ли конкретни измени во казнениот законник и какви? Се прашања кои му ги поставуваме на Бојан Трпески од Македонското здружение на млади правници. Бојан, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ајде ќе започнеме со последниот проект, кој што заедно со Екосвест пред малку ги видовме, го започнавте и реализиравте до 2022 или до сега, од 2000... до сега до овој момент, така. Граѓанските организации во акција за климатските промени. Целта беше зајакнување на граѓанското општество и создавање на чиста животна средина преку различни проекти. Она што ме интересира, до моментот на завршување, како сте задоволни од ефектите на истиот? Сметам дека ги постигнавме целите што самите си ги зададовме со овој проект, односно дека креиравме или им помогнавме на граѓанските, особено на оние еколошки граѓански организации, подобро да го разберат македонското еколошко право и да знаат поубаво да ги артикулираат своите забелешки и грижи во врска со заштитата на животната средина кон институциите или да речеме правните механизми кои стојат на располагање. За жал ефектите веројатно не може да се видат веднаш и ќе треба да помине некое време. Зошто го кажувам ова? Затоа што, да речеме, неколку организации поведоа некој тип на постапки, а постапките не завршуваат толку брзо. Така што затоа и веламе ефектите веројатно ќе се видат после некое време, односно кога овие постапки би завршиле. Сега, ајде за постапките малку да проговориме и за казнениот законник. Искуството вели дека најголем и најчест предизвикувач на пожарите кои што оставаат катастрофални последици е човекот. Што вели казнениот законник во однос на причинувањето на шумски пожари? Какви казни предвидува? Кривичниот законник во суштина предвидува две кривични дела кога се работи за опожарување на нешто. Едното кривично дело е предизвикување на шумски пожар кој се однесува само на шумите, односно кога пожарот зафаќа некоја шума, и тоа кривично дело спаѓа во главата на кривични дела против животната средина. Од друга страна, другото кривично дело е предизвикување на општа опасност која опфаќа опожарување на било каков материјал кој на крајот ќе предизвика значителна штета или по имотот или по здравјето на луѓето. Кривичното дело предизвикување на шумски пожари предвидува строги казни, особено ако се предизвика голема, односно штета од големи размери по шумите, каде најмалата предвидена казна е 4 години затвор, што значи максимумот на изречената казна затвор би можел да се движи до 20 години. Но во пракса тешко оди собирањето докази и утврдувањето на кривичната одговорност за пироманите. Потврда за тоа се и статистиките за кои истражував изминативе денови и, например, од 2015 до 2020 МВР до обвинителството поднело само 9 кривични пријави за 10 кривични дела предизвикување пожар. Потсетуваме дека тоа се годините кога имавме најкатастрофални шумски пожари, беа опустошена и најголема површина на хектари шума. И судските архиви исто така се празни според податоците. Проверката на судскиот систем покажа дека, да речеме, за 6 години не е донесена ниту една присуда за кривично дело предизвикување шумски пожар. Колку и да се строги казните, во пракса и немаме. Токму така, јас успеав да најдам една пресуда за предизвикување шумски пожар од 2021 од Основниот суд во Дебар, каде што е изречена условна осуда. И навистина најголемиот број на кривични осуди или кривични санкции за предизвикување на пожар се однесуваат за кривичното дело предизвикување на општа опасност и многу малце речиси и воопшто да не постојат осудите за кривичното дело предизвикување на шумски пожар. Потребно за заострување на казнената политика или низина подобра примена во пракса? Тоа е прашањето кое веројатно и едното и другото. Ако се видат статистиките од Државниот завод за статистика, пред имаме многу малце кривични осуди, односно кривични санкции за кривични дела против животната средина, и тоа е првиот момент кој треба да го забележиме. Меѓутоа, дури ако се анализираат осудите за ваквите кривични дела, ќе се види дека најголем дел од осудите се парични, односно од санкциите се изречени парични казни. И ако се има предвид дека кривичната, односно казната, треба да постигне истовремено и специјална превенција, односно да го одврати конкретното лице од повторно сторување на такво или слично или било кое друго кривично дело,
Меѓутоа, ако треба таа казна да постигне и генерална превенција, односно да делува превентивно и одвраќачки од генералната популација за да не сторуваат кривични дела, изрекувањето на парични казни веројатно нема да го постигне оној ефект, посебно кога се работи за кривични дела против животната средина, каде штетите се многубројни и на многу скалила, би рекол. Ајде да ги продискутираме и штетите кои велите дека се многубројни на многу скалила. Ако дел од граѓаните не се засегнати од тоа дека илјадници хектари шума горат и дека се уништува биодиверзитетот или тоа има последица по климатските промени, зашто слушнавме пред малку, веројатно треба да се засегнати од тоа дека последица на пожарите ќе биде зголемувањето на цената на огревниот материјал, миграција на населението од местата каде што ги има пожарите, намалување на туризмот и посетителите и од друга страна многу поголеми трошоци на државата за да ги изгасне пожарите, бидејќи имаме 30-дневна кризна состојба која што подразбира многу позголемен број на ресурси во служба на гаснењето на пожарите. Така, апсолутно се согласувам. Покрај тоа, и Елена претходно ги кажа, покачувањето на температурата, меѓутоа шумите имаат многу важна улога и во апсорбција на стакленичките гасови. Така што опожарувањето на една шума нема да доведе само до оние последици кои вие ги кажувате, меѓутоа има и последици по биодиверзитетот, има многу пошироки штети кои еден шумски пожар може да ги предизвика. И токму тоа е, би рекол, еден од начините на кој, или еден од аспектите на кој би требало да се работи во рамки на кривичните постапки и кривичното санкционирање, односно некако мојот впечаток е дека досега штетите кои се предизвикани, дали тоа е со нелегална сечена шума или со шумски пожари, пред се гледат од аспект на економската вредност на исеченото или на уништеното дело. Меѓутоа не се земаат во предвид они аспекти кои не се изразени преку економската вредност на тоа дрво, туку преку, како што кажавме, зголемување дали на тоа е на температурата или штетите по биодиверзитетот или можеби изумирање на некој вид на дрво кое, да речеме, на Пелистар, моликата, така што би требало во кривичните постапки да се земат предвид и тие аспекти на предизвикување на штета. И секако би требало да се одвојуваат повеќе средства за да имаме проценители, да имаме луѓе кои се стручни и можат тоа и да го квантифицираат и да го монетизираат и сето тоа да биде, да речем, на некој начин убаво докажано во една судска постапка за да ефектот биде кривична осуда. Претпоставувам дека голем дел од граѓаните имаат и различни прашања по однос на заштитата на животната средина. Како да ги артикулираат истите и имаат ли каде да побараат, да речеме, правна помош во однос на прашања кои што според нив го загрозуваат квалитетот на живот? Тоа што можат граѓаните да го направат е сите своји забелешки или коментари да ги упатат кон државните институции. Тука пред се е Министерството за животна средина, меѓутоа инспекцијските служби во најголем дел за прашања поврзани со животната средина, тоа е Државниот инспекторат за животна средина или локалните општински инспектори за животна средина. Тоа што можеме ние тоа што исто така треба граѓаните да го знаат е дека сите ние и како поединци, и ние како граѓански организации можеме да се вклучиме во донесувањето и да влијаеме до донесувањето на одлуки уште во самиот процес на нивно обмислување и ајде да речеме драфтирање. Во различни фази од различни постапки, да речеме пред отворање на некој рудник, може граѓаните да ги дадат своите забелешки коментари во целиот процес. Тоа што ние како правничка организација можеме да го понудиме е да им дадеме бесплатна правна помош на граѓаните, затоа што прашањето за животна средина не е исклучено од системот за бесплатна правна помош во државата, така што тоа што најмалку може да го добиете правно насочување и консултација, а доколку постои можност и е оправдано прашањето и се исполнети условите за бесплатна правна помош или тој бесплатен адвокат, условно кажано, може да се побара бесплатен адвокат од Министерството за правда. Вам благодарам за гостувањето во Македонија. Ви благодарам, Иван.